Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Сум дошол до ниво до кога самиот имам разговарано со себе, ќе се откажам. Тоа мајка ми се оперираше од канцер. Неколку месеци после тоа го доживав бадник со исклучена струја. Во 2015 година требаше да наставувам во фестивал во Македонија. Истиот тој период Авичи, тогаш најголема звезда во светот, правеше премиера на моје издание на Ибица, недела после тоа Хардвел на истото издание. Дечките кои го организираа фестивалот тука во Македонија беа као што се мислиш ти, што дека ако Авичи ти пушта музика? Има ли такви колеги од Македонија кои што чувствуваш или можеби ти се докажала дека не го признаваат твојот успех? Да, дефинитивно. Ако ти сакаш да седиш со тие диџеи на иста маса, нели мораш да донесеш нешто на таа маса. Диџе Ицко, првиот човек кој ме има однесено на настап заедно со мојот идол Тиесто, кога имав 18 години. Јас и тогаш правев музика, издавав за диџеи како Армин ван Бюрен, Пол Ван Дајк. Мислам дека од новата генерација на девојчина во Македонија кои пуштаат квалитетно музика, Елена Ивановска. Не знам за вас, јас одвај чекам да се вклучиме и да поминеме некое време заедно, да разговараме на доста важни теми, особено кога е менталното здравје во прашање. Ресет секогаш е тука присутен да ги отвори и гласно да зборува за истите. Пред да ви го представам мојот денешен гостин, сакам да ги поздравиме нашите подржувачи, а тоа се следните. Dongfeng, еден од најголемите производители на автомобили, познати по својата сигурност и иновативна технологија. Брендот кој нуди широка палета на модели од економични градски возила до модерни SUV и електрични автомобили. Smart Living, односно тие се создадени за модерен начин на живот, комбинирајќи функционалност и елегантен дизајн, нешто што го гледате веќе во нашето студио, ова маса овде, секако и вазната. F-Stop или Profoto камера Shot со целосна професионална опрема и современо осветлување за врвен квалитет на фотографии и видеа. Она што не смееме да го забравиме, а тоа е тимот кој што се погрижи да изгледам вака добро и во овој подкаст, Fashion Group. Денеска сум, како и секој подкаст претходен, облечена во манго, имаат нова колекција и топло ви препорачувам да ја погледнете. Сигурно ќе најдете нешто ново за себе. Octay Sadie Hair Studio, кои што се погрижија за шминка и фризура, секогаш професионални и отворени за нови изгледи во секој подкаст. Тука не смеам да ги заборавам под никаков случај, оние кои што нас не потрежуваат, а тоа се Студентарија, безрезервно стојат зад менталното здравје, зад Ресет, но и ние за нив кога станува збор за студентскиот живот. Сите информации ги имате таму на едно место за сите студенти и факултети. И секако Слободен печат, нашиот и ваш омилен весник, кој стана дел од нашата култура и нуди навремени и релевантни информации од земјата и светот. За денешен гостин одлучив да биде човек кој што долго време се привлекува низ јавноста, често споделува на своите социјални мрежи каде настапува, со кого е во контакт, со какви групи и луѓе е обкружен. Кога ќе се спомене тој и тие имиња, многу често луѓето не веруваат во тие приказни и се сомневаат и ден денеска во него. Токму затоа и менталното здравје колку што е важно, важна е неговата лична приказна, да ни сподели малку повеќе колку има вистина во сето тоа и кој е навистина всушност тој. Добре ни дојде Галевски во Ресет. Добре ве најдов. Фала ви за ваквата најава и убавиот пречек. Често да се биде дел од ваков оригинален подкаст и емисија, нели, за која се зборува за менталното здравје. Прв пат искрено гледам во Македонија некој да се погрижи за темава, посебно во јавниот сектор.
Ти благодарам многу на тоа, драго ми е. И јас и ти се познаваме долго време, колку што ја знам за забавните програми кога сум била дел, па еви нешто свое вака да почнам. Ми е драго што си овде Мислам денес дека ја и ти се познаваме од мојот настап на Ultra Music Festival во Сингапур, тогаш беше првото гостување. Да, се сеќавам и јас. Од тогаш тој галаски и денеска голема разлика. Истото дете, само Истото? поинаку. Да, истата желба. Истата желба врие. Дефинитивно и никогаш не пробав да детето во мене се угаси. Како ти се допадна она што го направива во ресет на Падо Сет? Дечките. Еве за старт еве тоа ќе те прашам. Дали добро те пречека, те угостија? Дефинитивно позитивна енергија, исто како да сум со моите најдобри другари на кафе, енергијата беше прекрасна и дефинитивно мора да се повтори повторно кога ќе има нешто да се раскаже екстра. Знаеш да си направиш некојаш вака покрај целата агенда која што имаш, сигурно патуваш често. Ретко да си во Скопје и ретко се да те имаме сега вака како гостин. Да си направиш некојаш така ресет, да речеш стоп, сакам мала пауза. Си направил така сега во скоро време? Имам проблем, тоа го знаат моите најблиски. Моментот кога не работам нешто или немам никакви активности, мислам дека мојот живот и свет ме ставаат под некаков екстремен притисок и дека сум во застој. И дека многу надвор од мене, дека нема да напредува нешто и дека нешто ќе се случува и тоа е проблем со кој се борам уште од дете и никогаш не го надминав. Пробувам да изнајдам баланс помеѓу нели животот надвор од работа и работа, ама заклучив дека мојот живот и работата се едно. И од тоа што и притисок се намали. Го работам тоа што го сакам. Драго ми е тоа да го слушнам искрено. Кога малку го подготвував интервјуто, односно разговорот со тебе, често и кога ќе се спомене името Галаски, не знам зошто се уште постои кај луѓето некаков, не би рекла сомнеш, меѓутоа дали недоорба во тоа ти што го правиш, дали вистина дека ти си во комуникација со светски познати диџеи, дека соработувате, не знам, лейбл каде си вклучен, нели ти зимаат твои траки или како се нарекуваат, нели песни каде што ги пуштаат, дали по радиостаници, дали на настапи. Како ти се носиш со сите овие коментари, па дури некогаш ако ги забележиш во некаков однос или корелација со другите луѓе? Кога бев помлад, такви коментари знаја да те повредат онака емотивно и баш кога ќе заминеш нели таа една минута кога ќе бидеш надвор од гужвата и ќе бидеш сам, ќе те допре до глава, нели си неискусен, си млад и ќе знае да ти промени расположение. Ама во текот на годините како раснеш, тие таквите коментари не допира до тебе, него ги пробуваш да ги исфрлиш, нели да не оставиш да допра до твојата фреквенција и енергија за да се заштитиш ако имаш крајни цели, нели мораш да бидеш издржлив и истрен до крај. Јас не им должам на нив никакво посебно објаснување, него должам објаснување на детето во мене, докаде сме со сонот кој му го имам ветено на 14 години кога го започнав диџејството. Оние што него имаат видено ресет на Падо Сет, мислам дека ми сподели и Петар, а тоа е дека му си го отворил телефонот и си покажал дека на вистина си во контакт со светските диџеи. Поголем уште од самите почетоци на мојата кариера работам со нив, благодарение на тоа што започнав уште од раните мои години да правам музика, работев претежно со странци кои научив лекции кои не можеш тука да ги научиш на нашиот пазар или од некого. Сепак јас диџејството како диџејство го научив од диџеј од Македонија кој за жал почина за време на ковидот, тоа е диџеј Ицко, мојот херој, втор родител и еден од најдобрите пријатели кои сум го имал. Има многу што да се прашува околу тебе кога станува збор и менталното здравје. Дали чувствуваш притисок кога треба да испорачаш некој следен хит? Мислам дека сите кои се бават со некоја врста на креирање на уметност, дека сите поминуваат низ некаков циклус на сопствен притисок и тоа што ние го поставаме како што другите очекуваат од нас следно. Например, минатата година имав многу успешно издание кое беше премиерно емитувано на Tomorrowland, еден од најреномираните светски фестивали. И изданието после тоа не беше толку успешно, нити приближно. Неколку години поназад, например 5 години да се случеше истата случка, јас ќе бев толку демотивиран,
некако искршен затоа што ќе очекував да истото издание биде успешно како претходното. Но како што кажав, ја веќе 20 години сум на сценава, сега имам 34, од 14 пуштам музика, тоа е многу долг период. Го имам научено истото дека не треба сам себе си да се казнувам затоа што тоа емотивно и влијае многу на моето ментално здравје. А какво е твоето ментално здравје моментално? Моменталното исцрпено затоа што имам дадено премногу од себе за проектите кои треба да излезат оваа година. Имам премногу емоции вложено и нели самото тоа креирање дека ќе го повториме истиот успех од минатата година или ќе го дуплираме, ствара еден притисок и се надевам дека ќе исчезне кога тие проекти би биле завршени. Најбитни ми се тие моменти, например, како утринското кафе или навечер кога ќе легнеш да си позборуваш самиот со себе, да му повториш на детето во тебе докаде сте и дека има напредок. А каква ти е комуникацијата со домашните диџеи? Дали си во контакт, соработувате ли? Освен тоа што нели правиш надвор со светските? Дефинитивно, посебно со помладите. Јас и јавно на социјалните мрежи имам кажано било каде да настапувам во било кој град. Ако некој има некаква потреба од помош или да се сподели знаење, слободно може да пристапи, да праша дали е тоа во живо во градот каде што настапувам, ако се од таму, слободно да пишат на социјални мрежи. Ниту еден контакт до било кој од светски диџеи или издавачки куќи е скриен. Се надевам дека тоа име од големо значење. Имам споделено искуство и знаење со помлада генерација и веќе неколку од нив диџеи настапуваат редовно низ државата. И тоа ми е најголемиот печат за успех, затоа што и мене некој ми го пренесе тоа знаење. И многу е убаво кога ќе пренесеш знаење на некој, дури ќе биде поуспешен од тебе. Има ли такви колеги од Македонија кои што чувствуваш или можеби ти се докажало дека не го признаваат твојот успех? Да, дефинитивно. Мислам дека има и тоа никаква пречка, не различни нивоа сме со истите различни води или жанрови. Никогаш не ми представило било каков проблем или притисок према работата. Едно малечко искуство е во 2015 година требаше да настапувам во фестивал во Македонија. Истиот тој период, Авичи, тогаш најголема звезда во светот, нели, кој за жал сега е починат, правеше премиера на моje издание на Ибица. Недела после тоа Хардвел на истото издание. Дечките кои го организираа фестивалот тука во Македонија беа као што се мислиш ти, што дека ако Авичи ти пушта музика? А добро, може ли малку да ми доближиш еве во таа диџеј сфера, тој свет ваш? Што значи ако ти земе трака или те представи, ти промоција направи? Значи тоа е некој голем успех? Тоа така? е еден од најголемите печати прво како тебе за артисти, за ти да допреш до тие интернационални води. Има ниво во индустријата за кој да стигнеш до таму. Нели треба некој да те препорача или да каже дека музиката од Галовски е стварно квалитетна и јас можам да ја завртам на фестивал како Tomorrowland или на места како Ибица, Токио, Милано. Кога твојата музика допира до тие диџеи, значи работиш нешто квалитетно. Јас уште од раните години кога почнав со кариера, една од лекциите кои ја научив беше ако ти сакаш да седиш со тие диџеи на иста маса, нели мораш да донесеш нешто на таа маса, во овој случај квалитетна музика. Значи покрај промоцијата од Авичи, тоа сепак не дало аплоз, да кажеме, од нашава сцена. Да, од посебно да кажеме тоа беше центрирано од еден човек. Истата таа работа, на пример, тогаш негативно допре до мене, као зошто што му е на човеков као ваму добиваш поддршка од најголемите светски диџеи наместо од Македонија, нели, да ти даде поддршка. Но тоа беше како единка и како единка не е ни битна, нели, во твојот живот, ама ќе го запаметиш тоа, нели, како дете и ќе има некаков импакт. Како растеш во животот, тие се небитни. Исчезнуваат, тие негативни работи исчезнуваат. Ти дале некоја храброст и поттикао да се докажеш, нели? И во животот мислам дека ништо не е како подмачкано и сервирано, и секаде и во секој бизнис или што и да се работи за креирање ќе има такви. А го знаеме ли тој диџеј? Не, тоа не беше диџеј, тоа беше дел од организацијата на фестивалот. А од домашните диџеи? Од домашните диџеи до сега не сум налетал директно на такви негативни комплименти, но секогаш, нели, ги познаваш вибрациите кога си во иста просторија.
И секогаш мислам дека ќе има и во спортот и било Секаде, каде, да. да, секаде, и не само во Македонија, дури и надвор. А на кого би му кажал, вака ќе би му пружил рака што ти отворил врати? Просто Од Македонија? Да. Диджи Ицко првиот човек кој ме има однесено на настап заедно со мојот идол Тиесто, кога имав 18 години. Тоа за 18 години не е Тоа шега. е еден од најголемите чекори. Јас и тогаш правев музика, издавав за диџеи како Армин ван Бюрен, Пол Ван Дайк, најголемите диџеи во тој период, и имав можност да бидам на иста сцена со Тиесто благодарение на Диджи Ицко. Се Чувствуваш ли- надевам дека се горде, иако не е помеѓу нас и А чувствуваш голем притисок и после толку време да останеш пак во трендот, нели? дефинитивно да. Дали е потешко или полесно? Па како излегуваат новите генерации, нели? Пробуваш да научиш доста од нив, затоа што за да успееш, нели, да одржиш еден континуитет со квалитет, треба да бидеш во допири со помладата генерација што доаѓа, што се случува во моментот и нормално надвор од границите на Македонија. Како се справуваш со очекувањето од публиката? Публиката следи трендови. Сега, пример, јас и тоа колку што успевам да следам, Афро хаус моментално е ин. Ако грешам, поправиме. Дали ти следиш вакви трендови, се прилагодуваш или се притопуваш или остануваш на тоа што си автентичен? Секој диџеј мислам дека би требало да остане, нели, автентичен за тоа што го креира, затоа што музичките жанрови или нели трендови секогаш имаш некој одреден музички жанр кој е во пик тогаш и истиот знае да биде неколку месеци на заоѓање. Треба да оставиш впечаток по тоа што ти си предпознатлив, дали да земеш нешто тоа што е тренд, да го преработиш на твој начин, што во моментот го правам јас, нели, земаш хитови, си ги преработуваш во твоја верзија, пак да остане настанот дека ти си тој. Затоа што ако нели само цело време копираш и нема ништо твое автентично, ќе бидат на журка као пушташ еден диџеј, нема да се знае дека Нина беше артистот. Се пушта ли во вашиот свет женски диџеи? Да, мислам дека моментално има премногу женски диџеи, што ме радува, има доста успешни диџејки ширум светот и се доста талентирани. Препознаваш некој кај нас вака за да можеш ти сега некого да промовираш? Да, мислам дека од новата генерација на девојчина во Македонија кои пуштаат квалитетна музика, Елена Ивановска, доста квалитетен диџеј, имаше настапувано заедно со мене тука во Скопје. Дефинитивно еден од подобрите диџеи, технички спремни што ги имам слушано. Колку настапите ти носат возбуда, адреналин или анксиозност? Секој настап ми е како првиот настап, дури и да имам најлош ден тогаш, јас секогаш кога ги подигаш слушалките нели од бирото и после 30 секунди е сосема друга енергија. Мислам дека диџејството е лек за мојата душа. Кога си имал тешки денови, претпоставувам дека одиш и крираш музика, така? Да, и в зависност од како си се чувствувал во тој период, така и звучела музиката. Можеш ли да ми опишеш како изгледал твој еден така невообичаен, тежок ден? Затоа што вака обично сакам да им покажеме и на гледачите дека диџејството не е така едноставна работа, не е само пушти тука и на миксета нешто правите, некои копчиња стискате, туку има еден пат кој што треба да се помине. Па да кажеме дека сум дошол до ниво до кога самиот имам разговарано со себе, ќе се откажам. Да, вистина. Да. Кога тоа било? Тоа беше период околу 2018. Имаше еден интересен феномен. Музиката многу ми поминуваше предобро надвор од Македонија. Бев пуштан од сите најголеми диџеи, да не ги листам, од Тиесто до Федле Гранд, до Роџер Санчес, до Армин ван Бюрен, Пол Ван Дайк. Во тоа време потпишував за најголеми издавачки куќи, но ништо не се случуваше. Финансиски многу тешко поминувавме во тој период како семејство, мајка ми се оперираше од канцер. Ти си, нели, млад, треба да почнеш да се бориш за семејството, за дома. Финансии не примав тогаш и прашав другарче кој работеше тогаш на Блискиот Исток, дали можеш да ми помогнеш да излезам од финансискава криза или од нешто овака и вака дома. Имам родител кој се бори со канцер. Тешкото дојде од таму на недела дена тука. Другарче ми е од Малинозе и ми донесе слушалици. Не дека јас имав потреба тогаш од слушалици, имав, нели? Но неговиот муавет беше као, брат, не се откажувај, гледам нешто од тебе како ти текнува, и тие два збора
беа доволни, знаеш, да ти дадат некоја искра на да ја продолжиш битката, без разлика дека неколку месеци после тоа го доживав бадник со исклучена струја. Сите тие такви периоди во животот те градат тебе и твојот карактер што си денеска. Неколку години после тоа животот не е ни сосема приближен со таквите битки. Се тоа го опишуваш во 2000 периодот од 2015 до 2018. Значи колку време тебе ти требало за да можеш да речеш ја сега заработувам, пример, успешно или солидно? Искрено, диџејството е скап спорт и музиката е скап спорт. Тоа го знаат најдобро сите изведувачи во Македонија, посебно кога потекнуваш од Македонија, сакаш да работиш надвор на интернационален пазар, ти дефинитивно одиш по најтрнливиот пат, без разлика дали си во спортот. Јас верувам дека на никого не му било од нас како подмазано. Сите тие лекции кои што ние и патишта ги поминуваме, мислам дека не градат нас како подсвест карактер. И сум многу горд што сум имал некакво патешествие, ништо не ти било сервирано. На крајот на денот кога ти ќе седнеш да ја испиеш чашата вода или кафето, знаеш дека си ги заслужил. И се многу посладки. Како го надмина моментот со мајка ти? Некоја врста за инспирација, затоа што мајка ми беше тука од самите почетоци на мојата кариера, без разлика колку имало дома, она се бореше за ја во животов да успеам и си го ветив тоа у себе дека јас мора да успеам, мора нешто да докажам дека јас стварно вреди ова исто што го правам и вложувам толку часови во текот на денот. Целото детство и се уште во животот ги вложувам исто во изучување и во работа. Многу ритко зборуваш за фамилиарните работи заради тоа. Да, е прв пат. Дефинитивно. Затоа и сакав малку да ја доближиме и таа тема кога веќе ја спомна, дали борбата се надмина. Да. И сум многу сум среќен што овие успеси кои ги имам доспеано последниве неколку години, мајка ми е тука да ги споделиме заедно. Мама сега е прегорда. Дефинитивно. И тоа ми е најголемиот печат на сите успеси, кога ќе ги видиш родителите дека се гордеат со тебе. И без разлика какви битки и патишта си помина. Обично кога луѓето ја спомнуваат едната страна од родителите, за другата страна многу ретко зборуваат. Зошто мислиш дека тоа така? Тоа е интересно, знаеш, кога ќе се повредиш, сите викаме оф мајко, нели? И мајка ми помина малку потежок животот, татко ми поради тоа, но двајцата родители беа тука за мене со можностите, нели? Татко ти е се уште тука, се уште тука, те да. бодри? Да, дефинитивно. Како го надминавте заедно фамилиарно тој момент? Па еден период беше баш ударно, нели, кога доаѓа бурата се фаќаш за сите сламки да се спасиш. Ама животот тогаш ти учи дека мора да застанеш разумно и да продолжиш. А моментот кога ќе помислиш да се откажеш, тоа дефинитивно ја не сум бил таков, затоа што учев од мајка ми, ја гледав колку се бори она за нас како деца, имам и сестра во тие почетоци од кариерата и викам јас никогаш нема да се откажам. Тоа е едно гледало, да кажеме, што сум една лекција што имам научена од неа како борец. Да ја продолжиш таа борба понатаму во животот за неа. Дефинитивно. Која лекција те научи за себе? Еве некоја карактеристика за себе што научи во текот на тој период низ кој што сте поминале, а сепак е тесно поврзана со менталното здравје. Да се биде приземен, да бидеш благодарен за било што у животот и дека секое лошо за добро да е. Јас искрено се надевам дека ако во тие периоди си пуштал солза, дека тоа ти била последна солза. Знам да пуштам солзи при гледање на цртани и се надевам дека ќе остане тоа само при такви работи, да. Затоа што од филмови гледам цртани и емотивно знаат да ме понесат. Зошто тоа така? Па не знам, така дали. Те одмараат или? Да, ме одмараат и претежно една чудна работа е, знам во најбурните периоди во животот, кога имам премногу задачи, да заминам сам во кино. Го најдов моето скришно место. Идеш 2 сати, го исклучуваш мозокот, не ни памтам што сум гледал, ама 2 сати сум бил изолиран од светот надвор. Се надевам дека и луѓето кои доаѓаат на журка чувствуваат такво нешто. Одмор. Одмор, да. Многу убави работи кажа што мислам дека ќе останат врежани за срце, за душа на гледачите, затоа што можеби некој друг поминува низ ова. Интересно е што никогаш не знаеме
ништо поминуваат луѓето. Може надвор на улица да ги гледаме дека се насмеани, а може би да имаат милион битки внатре во себе. Јас и тој на почетокот го спомнав, може би те гледаат сега нели вака седнат пристојно облечен, нели со наочари, со очила за сонце и ќе имаат некоја друга представа. Со тоа што ти ме поби, ми кажа некоја друга вистина за тоа. Да, Зошто ти носиш наочари? Носам наочари затоа што како што кажа 20 години сум по светла по дискотеки. Кога бев на турнеја во Кина околу 2018 година, бев поминат со ласерски сноп од диско на блиску до очите и од тој момент онака пресилни светла, шарени бои во диско или како што имаме тука сега од светлото, знаат да ми солзат очите за време од 3 до 5 минути и ќе почне да ми се гади. И уште тогаш тамошен доктор во Кина, матичен доктор на дечкото кој ми беше турменаџер, кажа пробај со наочари да одиш по дискотеки и журки, од тогаш не ги симнав. Многу порелаксирано окото, посмирено и јас на зезање го користам тоа тука од лоши малери. Мада тука нема лоши малери, има само позитивна енергија. Има решение на тоа? Генерално си се истражувал на тоа поле? Не сум прашал веројатно медицинава сега толку напредната. Би требало да се консултирам, ама не ми ни смета. Знаеш, ова е ресет подкаст за ментално здравје и кога ти го спомнав и моментот со очилата пред да почнеме со снимање, друг впечаток од ова сега што ни го раскажи и ти благодарам на тоа водно и како што знаеме да кажуваме благодарам, те сакам или постои извини. Тука сме и нели да ги рушиме предрасудите. Да. Да можеме да ги разбереме другите луѓе. Облеката никогаш или било кој дел од нас нели треба да биде цел на предрасуди. Многу ми е драго тоа што го сподели со нас. Колку ти е тешко да балансираш приватен живот, се тоа што ти се случува и професионален. Имаш ли простор да кажеш дека одиш во кино, си поминаш време заедно? Каде се тука пријателите? Имам најдобри пријатели, може да ги изброеш на прсти од една рака. Тоа се баш најдобри пријатели и имам познаници низ целиот свет. И научив пред некоја година тоа го научив како скапи лекции, нели, дека познаниците и пријателите се многу нешто различно. Јас имам пријатели со кои знаеш нели сите работаат сега, така дојде животот. Мислам дека после ковидот се стана пребрзо и немаме никој време. Ама сепак наоѓаме време да споделиме нели муавет. Како тоа добро го разграничи? Пример, извини, од пријател до познаник. Пријател е оној на кој ќе му споделиш нели добра вест, ќе се израдува и истото го чувствуваш ти и го милуваш кога он ќе сподели некоја убава вест, периодот кога ти е тешко, знаеш кај да се јавиш. Мада јас сум човек што претежно лошите работи ги пробувам да ги надминам сам со себе и да ги задржам само за себе. Може би е погрешно, може би не. Дефинитивно животот нели ќе ни каже покасно дали тоа било исправно или не. Во кои ситуации тоа го свати? Па не знам, не сум сакал, знаеш, тие тешки работи да ги споделуваш со пријателите, мислејќи дека нели депресивно ќе звучиш, ама некогаш баш тие пријатели биле тука во моменти кога не си им кажал дека нешто лошо ти се случува, него самите знаеле и биле тука. Посебно периодите кога нели мајка ми беше болна, без да побараш помош, сами нуделе и биле тука околу мене. Зборувам за мене и мојот живот. Знаеш како ние вака со пријателите често зборуваме, и со познаници, па дори со екипата по декамерите, кои се всушност пријателите? Дали ти се препознаваат во добрите моменти, односно кога ти е најубаво, кога си успешен, очекуваш да те поддржа, да се тука најгласни за тебе, нели, cheerleaders, или пак се покажуваат вистинските пријатели кога ти е најтешко, кога се случува мајка ти била болна, си бил пред предизвик, плюс минус некои потешкоти со работата. Што мислиш ти? Интересно е што мислам дека на ова прашање секоја единка од нас ќе даде поинаков одговор. Периодот кога замина во Токио научив дека некој може да ти стане толку многу близок, иако веќе го познаваш, не да ја кажеме краток период. Енергијата што ние ја шириме меѓу нас како луѓе, јас замина во Токио баш исто во тежок период, најдов пријател таму. И неговата енергија, мислам, по неговите зборови и раскажување истото и јас го почувствував дека со него ќе останам пријател, нели,
многу близок и до ден денеска веќе колку години има поминато, ние сме толку блиски, као можам да споделам се према него и истото и он. Значи не мора да со некого да раснеш од малав до за да го сметаш како нели најблизок пријател, ама да, има моменти во животот кога знаеш кој е тука за тебе. А добро, има ли пријателства меѓу диџеите, не само тука за Македонија, туку еве и комуницираш со тие светски, да се навратиме на таа тема. Дали мислиш дека можеш да се подпреш на нив за Да, некои работи? Дали дефинитивно. тие некојаш поголеми работи ти завршувале како нели би рекле нели пријатели ти завршуваат некојаш ти помагаат, тука ти сама еве диџеите. Да, дефинитивно. Во музичката индустрија имам најдено на многу искрени луѓе. Ми имаат помогнато доста да не биле тие, нели јас не би настапувал на места како Токио, Барселона, Сингапур, Хонг Конг, никогаш без тие пријателства. Секогаш било пријателствата, разбирањето и да го поддржиме човеков, има некои квалитети кои не може да се ги покаже од местото каде што доаѓа. И вистина е така, некогаш ќе ти се покажат Тиесто или ред други светски диџеи, ќе ти пружи рака и тоа некако повеќе ти значи или не од пријателот кој што си го имал? Или различно, не можеш да ги ставиш во исти кош? Не можеш да ги ставиш во исти кош, но мислам дека некогаш стварно немал, например, потреба Тиесто да каже референца за мене или нели пренесе да ми поддржи моја издание кај него во емисија. Го направил тоа затоа што изданието звучало квалитетно и неговата референца после тоа поминува надвор од нашиве граници. Го запозна некојаш Тиесто? Да, имаме веќе настапувано неколку пати заедно. Мислам дека е еден од најискрените луѓе во светот, има толку многу поддржано млади диџеи, а една убава работа кај него е што сегогаш поддржува луѓе што искрено работаат и знае кого треба да поддржи. Што те советуваш, еве Тиесто, штом сте се запознале, сигурно сте направиле некој разговор, што тебе те советува за твојата кариера, знаејќи тој ни што помена? Немало такво центрирано нели комплименти или како да кажам некоја лекција, него била општа како за сите дека да останеш приземен, да работиш напорно и без его во музичката индустрија е Предизвик. да, и како треба да биде еден артист. Тоа е еден вид и успех, да останеш свој, а да не те Да. промени светот. Туку ти да го промениш него. И интересно е што мораш да пренесеш твоја енергија во светот за да оставиш нели автентичност. Се сметаш себе си за успешен? Да. Посебно од последниве 3 години, мислам дека сите желби што ги имав како дете, јас сум еден од ретките кои кажува дека сите детски сонови ми се исполнети. Сите на листата. И сега нели како растеш имаш нови соништа и таргетираш према нив, но детските соништа ми се сите исполнети и се надевам дека детето во мене е гордо и за мене тоа е успех, пошто јас успехот не го должам на светот, него успехот го должам на детето што му го имам вете, на детето кое имаше 14 години и е започнато од ништо, а има настапувано повеќе од 45 земји во светот. Дали успехот некојаш ти направил да се чувствуваш осамен? Да, сите тие патувања нели надвор од светот, поголем дел биле сами излегуваш надвор од дома, идеш во држава каде што не го зборуваш јазикот, англискиот не функционира, си 2 месеци, 3 месеци надвор, стејдж, хотелска соба, превоз. Кој е многу тешко да се одржи комуникација со блиските, да се одржи комуникација со пријателите. Ти Дефинитивно. беше тешко. Емотивниот дел во тебе. Секоја работа има своја тежина, тоа нели е онаа стара народна која ја кажуваме сите. Емотивно е да бидеш сам, нели? Сите мислат дека као на настап си има таму 1000-2000 луѓе, нели, и дека не си осамен, но тука си само за краток период и немаш нели допир со истите и си идеш пак назад. Мислам дека диџеите се потајно најосамени луѓе, оние кои идат на интернационални турнеи. И ова не е муабет од мене, него е муабет од, да кажем, од најдобрите 10 диџеи, кои јас го имам слушнато дека се многу одвоени од нивните семејства, патуваат редовно, имаш нели тур менаџер кој исто и оне надвор од дома патува со тебе, истите битки. Како ја надополнуваш таа, не би рекла празнина во тебе, ја дефиниравме како осаменост, како таа топлина ја враќаш во себе? Со тоа што нели си на нова локација, ќе научиш нешто ново, ќе видиш нешто ново, нова култура, нова храна, нови луѓе. Јас
Интересно е што првата интернационална турнеја во мојот живот беше у Кина. Ја поминав со $0 у джеп и поминав најубаво. Мислам дека да имав пари тогаш со мене, дека немаше да поминам како тогаш. Тоа беше една добра животна лекција. Која земја ти ме научила најголема лекција? Покрај ова? Кина и Мјанмар. А ментално здравје и најголемите животни лекции Токио, дефинитивно Јапонија, онака подсвести сите тие работи. Ама за борба Мјанмар и Кина. Во вашиот свет, диџејски свет, секако дека има нови имиња, старите баш од неодамна го видов и Девид Гета како изгледа, како бил, нели, ја се уште во сеќавање го имам како помлад кога бил, додека, нели, доаѓаат нови, веќе ги забораваме полека, не сакајки. Меѓутоа, конкуренцијата се зголемува, на пазарот доаѓаат нови имиња. Колку тоа тебе, нели, се движиш, гледаш, ти прави да ти се разниша можеби самодовербата или да ги изгубиш тие пазари што одиш и да пушташ музика? Интересна работа научив во Јапонија дека нема конкуренција, него има соработници. Врвот секогаш соработува, можеш само да научиш од нив. Можеш да споделиш искуства и ако ги сметаш како конкуренција, тогаш имаш дефинитивно проблем со себе за кој мора да си го решиш самиот во глава. Си чувствувал никогаш таква... Таков притисок мислам дека чувствувале сите кога си дете, нели? На почетокот? На почетокот да. Некоја невидлива конкуренција со некој невидлив противник кој Да го, си избориш, кој го нема да, во да. просторот, нели? Со некоја замислена твоја верзија која мислиш дека треба да настапува на Ибица, пример. И тоа е огромен притисок. Било за мене како артист и бил невидлив непријател тоа. А дали имаш со некој од домашниве овде посакано да имаш колаборација? Не знам, еве, од неодамна ни гостуваше Тони Зен, можеби, не знам, Ари Скреч или некои други кои што сега моментално не ми текнуваат, Да. ама ти би сакал. Веќе имав соработка со Двабона, заедно со Иван Јованов. Им направивме една песна, песната излезе, веќе мислам ако не грешам има и над околу 1 милион прегледи на YouTube. Тоа беше една така домашна соработка и посебно ми е чест што со дечките од Двабона скоцкавме едно музичко парче. Јас имам големо мислење за нив како артисти и мислам дека Убаво би било да има и од женскава страна и малку повеќе да се активираат диџеите, нели? Да соработуваат со артистите и да прават некои ремек дела. мислам дека нашава индустрија не е свесна каква генерација на талентирани девојки од диџеи доаѓа во земја. Јас имам слушнато неколку, како што напоменав, нели, Елена Ивановска. Мислам дека доста талентирани диџејки ќе има на сценава за многу брзо време. И посебно ми е кејф, нели, за истото. Често патуваш? Да, само што дојдов од пат право кај вас во емисија и веќе И наследно? Да. Каде ќе одиш следно? На турнеја сум во Кина, во Јапонија, после идам во Тајланд и на Ибица и пак назад. Нема стоп за тебе. Ама знаеш ли да им кажеш, еве на тур менаџерот, стоп. Има некои артисти широм светот се бунат. Сака да каже стоп или мора да го слушаш до крај. Последниве 2 години интересно е што пробувам да најдам баланс, да не натрупувам толку настапи во агенда како да кажеме пред 4-5 години. Мислам дека поубаво е. Сега окей, нели агендата е понабиена во лето. Знае да има настапи од вторник до недела и пак на репит, ама е забавно. Поради тие патување чисти настапи. Дали некој ти се случило да посекаш настрана од тоа што ти се случило нели 2018 година, да посекаш да речеш сакам пауза поради менталното здравје? Премногу ми е. Интересно е што кај мене, јас лично за мене, сите следни 1000 животи би го работел истото. Некако ја обожавам работава, ја милувам и ме храни и мислам дека не би можел ништо друго да работам во животов. И не би го предал диџејството и музикава за сите пари на светот. Среќен сум, Среќен ли си? дефинитивно. За сите падови и онака успеси што ми се имаат случајно, ме изградиле како карактер и ме научиле да ја сакам работава. Како да ги направиме и другите луѓе да си ја сакаат својата работа? И покри тоа што некојаш имаат се, а повторно нешто недостига. Бара жртвување, бара да се изолираш од светот, од тие лоши комплименти, да
да не допираат до твојата фреквенција, да си ги избираш луѓето околу себе е многу битно. Времето што го посветуваш и вниманието на луѓето околу тебе е една од најбитните работи. Сите го учиме тоа прекасно. А кога ќе научиш да си ја штитиш својата енергија, мислам дека се можеш да успееш во животот, нели? И да знаеш што е тоа што ти сакаш да го успееш. Јас лично се водам според ветувањата кои ги имам направено на самиот себе како дете. И пробувам никогаш детето во мене да не угасне, и тоа е онаа искра за која пробувам со сите сили во мене да ја заштитам, да не се угаси. Ова го имам научено од цртаните филмови и на сите им посакувам некогаш да погледаат малку анимирани. Има доста скриено пораки. Еден цртан филм кој што јас многу го обожавам и мислам дека секогаш ќе му се враќам, тоа е Lion King. Не знам за тебе, за мене многу мил, многу топол. И моментот кога ако ти текнува Симба, малото, во Имам контакт кученце, со... ми се вика Симба. Да, ете. Кога е во контакт со татка си. И кога му кажува одговорот ќе го најдеш длабоко во себе. Секогаш е така. Која е она лекција која што ти, пример, кога гледаш цртани, те допира мене, пример, тоа кога ќе се споменаше во Lion King, знаеш да ми проле некоја солза, бидејќи е многу длабока порака кога ги гледаме тие цртани како мали, цртани се. Ништо важно, меѓутоа како растеме, сега ги сваќаме сите тие скрини пораки. Која е она скрина порака која што ти ја гледаш и кој цртан филм? Има еден цртан филм кој го имам изгледано еднаш и немам храброст да му се вратам пак на истиот, затоа што би се рушило емотивно од плачење. Се вика Спирит со Коин, се бори како да се ослободи на крајот. Има онакви битки, поминува премногу и мислам дека има сличен живот на она детето во мене, дека цело време се бориш за да крај да успееш, нели? Онака многу битки, многу препреки и тоа е, мислам дека едно од скриените пораки што никогаш не треба да се откажеш, да даваш максимум од себе. Некогаш добро е да научиш дека не треба 3 стапки на скалата, него стапка по стапка. Ако некој земе и те однесе од прва скала на 10-та, си пропуштил многу. Го имам искусено тоа и го имам научено дека секогаш сите нивоа треба сам да ги искусиш. Тоа е малку потежок пат. Да, и верувам дека е тој што на одредено ниво во животот те прави тебе како карактер. Те изградува како човек, како единка во овој огромен океан наречен живот. Сигурно си поставил некој прашање кон Бога или кон она што ти веруваш, зошто јас, нели? Еве викаш сам треба да се борам, пак треба да ја износам и оваа битка и така натаму и така натаму. Го памтиш ли моментот кога ти така си рекол, можеби еден период во твојот живот? Кога било тоа? Не ми доаѓа на памет дека некогаш сум го поставил тоа прашање, ама ми доаѓаат сите моменти и милион молитви кои ги имам, нели, насочено кон Бога. Јас сум верник и верувам во Бога и верувам во дека сите ние, нели, шириме некаква енергија. Ја и ден денеска се молам, нели, за подобро утре. Посебно последниве периоди нели се молиш и си благодарен. Искажуваш благодарност. Мислам дека тоа е еден голем гест и чест што го правиш за она што ти се случува во животот. Да бидеш благодарен за се што имаш. Види, многу е убаво кога човек верува во нешто. Кога верува, мислам дека има се уште надеж. Кога нема во што да верува, изгубил се. Никогаш не сум изгубил вербата. Вербата во себе, вербата во Бога, вербата во и она вербата дека подобро утре ќе следи. Ќе следи. За тебе што следува утре, кога велиме за подобро утре? Што мислиш дека доаѓа следно, или за 2026 што си имаш дадено некои цели? Имам цели имам замислено неколку цели онака, да неколку од музички изданија кои сега ги работам да стигнат до одредени издавачки куќи, не би ги споделил сега за да имаме што да зборуваме во следното издание. Не вака, не се договоривме, Галаски. Ајде ќе кажеме едно од нив да заврши на издавачката куќа на Соломон. Минатата година ми пушташе моја музика на фестивал во Малмо во Шведска и на Ибица и неколку размени со неговиот тим дека би требало нешто да сработам за кај нив истото да биде промовирано од нивна страна. Добро, кога ќе направиме сума сумарум, еве ги спомнаш така со леснотија сите овие имиња.
А ние сме као, и ова, и ова. И Соломон, сега го кажеш, сладко звучи. На мама многу овие имиња не Не е значат, познато. но и значи што е надминала борбата. И што ти си бил тука за неја и се ја водел рака под рака. Дали мама денеска е горда на овој галаски? Дефинитивно, и ме испрати срекна за тука на подкаст. И ми кажа да ми прати слики после да видам какво е. Дали сме ти спрашале до крај? Да, и дефинитивно и кога ќе идам назад, јас прво на неја ќе и раскажем како било. И едва ќе чека да се сподели линк. И кажав кај да ве запрати на Инстаграм и да чека да се појави. Галаски, како една лекција за твоето гостување. Јас сигурно ќе те прашав што би им препорачал на сите оние млади диџеи и сигурно ќе ти оставам простори за тоа. Меѓутоа сакам да ми дадеш една твоја дефиниција за љубовта на мајка си. Еве, ја зборуваш за нејзе се бориш, ја победил заедно со нејзе. Еве да им покажем и на друга страна на гледачите од тебе, дека сепак не е се така како што изгледа, дека има и друга страна од тебе. Дефинитивно, мислам дека сите треба да научиме дека љубовта и она семењето единство, една енергија која не се опишува со ништо друго на светот и која ти дава онаков буст ментален и сила која не можеш да ја опишеш, дури и најтрнливиот пат да го поминеш во светот. Мислам дека било какви бури да имало во светот, доста е некогаш во новчаник ќе видиш, нели, слика од твоите и ти дава некоја енергија. Океј, продолжувам понатаму. Имало такви моменти, нели, си на турнеја, си немал интернет во моментот, ама знаеш, ти се нашла фотографија од твоите и викаш, океј, Тука се до мене. тука се идеме. Потајно знам дека во сите молитви, како и во моите, така и во нивните, сум бил. Како за крај и во интерес на времето на порака до сите млади кои што сака да бидат еве диџеи, се огледуваат на тебе и на твојот успех, ти аплодираат вистински, што би им препорачал? Продолжат да бидат деца и тоа што они го сонуваат и го мештеат, го имале како дете, да продолжат да се борат за истото. Сите во животот знаеме да се изгубиме на некое време. Најбитно е во моментот да застанеме, да поразговараме со самите себе што сакаме ние во животот. И кога ќе пронајдеш тоа што го сакаш, да се бориш до последно за истото. Да се нема его, да се биде љубезен и да се биде приземен. Светот е само една отворена библиотека, само треба да знаеш каде правилно го копаш своето знаење, кое би те довело до крајната цел. Што убаво го кажам, мите да станам те гушнам сега. Навистина имаш добра душа, добар човек си. Тоа е, не треба многу човек да го забележи. Успешен и уште поуспешен е тоа што борбата е победена. Јас ти благодарам многу од срце што одвои време дојде, одлучи да се отвориш за ресет и да раскажеш нешто за прв пат, луѓето да запознаат малку подлабоко и покрај толку многу години на оваа музичка јавна сцена. Мислам дека заслужуваш еднаш да рече дека си навистина гордост, како што јас го кажам ова за нашата сакана Македонија. Мило ми е, фала ви за ваквата пријатна атмосфера и интересен и отворен муавет кој од срце кажувам дека прв пат некои теми се разговарани тука кај вас. И се надевам дека ќе продолжите да ширите позитивна енергија и добри лекции за било кој го гледа овој подкаст. И ќе се пренесе убава енергија и лекции. Ти благодарам многу. Фала. Драги мои, од овој подкаст можете слободно да заминете со лекцијата. Бидете приземни, бидете до своите најблиски, борете се за нив, така се борите и за себе и така оставате силен белек и трага во овој свет. На светот му требаме и еве нека биде денеска галовски примерот кој што треба да го земете. А ние се гледаме со следниот гостин во следниот подкаст. Чао!